За работниците во комунална хигиена во Скопје, работниот ден почнува во 7 часот. Распоредени во 80 камиони. Тргнуваат да го собираат сметот. Од пластичните канти поставени во секој двор и од јавните контејнери на улиците и булеварите. Нивната рута е организирана, но не и фрлањето смет. Во овој камион истовремено се мели и пластика, и хартија, трева, стакло, но и големи количини храна, дел со поминат рок, но и дел употреблива. Домакинствата и фирмите во Скопје заедно секој ден депонираат околу 500 тони отпад. На годишно ниво, 1/3 од сметот е всушност храна, а државата досега не успеа да обезбеди целосен механизам за селектирање на отпадот. Директорот на Скопското комунално предпријатие Ракип Дочи е свесен дека поголем дел од храната која завршува во канта е употреблива, но смета дека поради непрописното фрлање, комуналните работници ја затекнуваат во процес на распаѓање. Дури и да е исправна, таа ќе заврши на депонијата Дрисла, бидејќи досега никој не размислувал како толку многу храна да се искористи на поинаков начин. За да се складира храна, потребни се специјални садови кои што би биле на некој начин со заладување за да не дојде до расипување на таа храна, бидејќи ако се расипа веќе нема можност истата да се користи за исхрана. И тука е големиот ризик, сепак таквата опрема би била скапа, ние до сега не сме размислувале. Меѓутоа, сепак граѓаните можат. Треба да се најде начин. Законите не ги носиме ние ги спроведуваме законите, сепак законодавецот е тој кој што може да предизвика во иднина такви закони кај што граѓаните што нема да ја одлагат храната во контейнер биле мотивирани на било кој начин за да истата ја чуваат и ја донираат на одредени институции кои што би се формирале за таа намена. И додека едни ја фрлаат храната, други немаат ниту да преживеат. Овие луѓе, чиј број постојано расте, секоја сабота на истото место го чекаат оброкот кој им го делат невладини организации. Меѓу нив е и Наиле Джемаилова, која се надева дека ќе остане оброк плюс за да му однесе на многодетното семејство што ја чека дома. 7 деца имам ја и нема работа кај да ја работиме. Вака со просено и вака што сем храна соботите ја излекувам секој ден. Питам. Просам. Ако просам ќе јадам, ако не, немам да ќе стоиме вака. Ќе умрем од глад. Останатите со нервозен поглед ја избегнуваа нашата камера. Кога ја исклучивме, почнаа да зборуваат дека имаат покрив над глава и пензија која не стигнува ниту за сметките. Ова е седмичен оброк што се дава во сабота, секоја сабота веќе 4 години во 1 часот и се подготвува храна со помош на ретвитни оброк кои ја готват храната и ја носат тука и различни граѓани од Македонија и компании кои помагаат. Ја носиме тука храната, ја пакуваме, како што можевте да видите, и ја даваме на оние кои што се социјално загрозени и бездомници и луѓе на маргините кои живеат во нашата држава. Хуманитарните организации делат по 200 оброци секоја сабота, веднаш до спомен куќата на хуманистката мајка Тереза во Скопје. Со донаторите комуницираат преку социјалните мрежи. Ние имаме страна, Facebook страна, значи ретвитни исто имаат Facebook страна и обично ни се обраќаат на Facebook или на Twitter и каде што сакаат да донираат, па така се организираме. Друга невладина пак, преку мрежа на организации во повеќе градови низ државата, се обидува директно да лобира кај компаниите да донираат, со што е формирана така наречена банка за храна. Таргет се пекарите, супермаркетите и останатите производители кои на дневна основа располагаат со големи количини непродадена храна, која има рок на траење. Може би за некого скромни се бројките 500 тона, меѓутоа верувајте за новни кои што им ја даваме, таа е повеќе од потребна. Храната ретко кога се задржува подолго во магазинот.
Тимовите на банката веднаш ја дистрибуираат според евиденцијата на социјални случаи. Но со компаниите оди потешко. Бирократијата трае подолго од рокот на траење на храната. За компаниите е поедноставно да ја фрлаат отколку да ја донираат, зашто донирањето ги води во процедурален лавиринт за даночно ослободување. Сето тоа се должеше или должи на фактот што се уште имаме еден многу слаб закон за донации и спонзорства и што во изминатиот период, барем ние додека сме во етерот како невладена организација последните 7,5 години, онаа донација која што беше наменета за банката за храна беше од страна на управата за јавни приходи малце несоодветно третирано од аспект на тоа што наместо да ја контролираат донацијата, односно договор да го контролираат, малте не ја затвараат фирмата на подолго време. И додека на депониите низ Македонија годишно завршуваат до 6500 тони храна, или 17 тони дневно, невладините евидентирале дека околу 445.000 граѓани во земјава живеат со само еден оброк во 24 часа. Од оваа бројка, државата преку проектот Народни кујни обезбедува оброк за само 3500 граѓани. Храната ја готват приватни фирми кои добиле на тендер. Оброкот е четвртина бел леп и чинија манџа. Но за оброкот чекаат и диабетичари и инвалиди кои мора да внимаваат што јадат. Во Народната кујна во Скопско Маџер Мало, на списокот за храна чекаат 32 лица, иако реалната бројка на оние што во оваа населба имаат потреба од оброк е поголема. Сето тоа се должи на фактот што за да добијат порција државен оброк, тие мора да приложат извод од матичната книга на родени, а поголем дел воопшто не се евидентирани во системот и не постоја за државата. Тука доаѓам да земам храна, не сум вработен, земам социјално и така. Треба ли нешто да се подобри? Па треба да. Што? Па не знам, појака храна, повише оброци, така. Па со еден оброк. Не е доволно еден. Треба повише оброци. Повише мерки ја презема за социјални случаи. Македонија според бројот на население е 8 во светот по фрлање храна. Од граѓанската платформа Ајде Македонија велат дека треба да се ослободат од кривична одговорност граѓанските организации и донаторите во случај на несакани последици кај оној што ја примил храната, ако таа е донирана во добра волја и ако во тој момент е безбедна за консумирање. Бараат и поедноставување на даночните процедури за компаниите донатори. Нашата идеја како концепт е наместо досегашните 1,5 милиони евра, најмалку 1,5 милиони евра што Министерството за труд и социјала ги даваше во проектот Народни кујни, за проект во кој што не беа вкусно народни кујни, туку беа обични простори во кои што се делеше храната, ние тоа да го тие пари да се искористат, да се направат на вистина, да се опремат кујни кои што ќе ги работат хуманитарни организации низ Македонија, а храната која што вишок да се носи наместо се купува нова и од постојните 3500 до 4000 корисници нови народни кујни, ние да стигнеме до 13.000 луѓе со по 3 обрака дневно. Така што ние не само што ќе обезбедиме вредност од 10 до 11 милиони евра од храна, директна еден вид на нова социјална програма во Македонија, од друга страна ќе ги намалиме трошоците на комуналните претпријатија, тоа да го носат на депонирање, ќе ги намалиме трошоците на компаниите и ќе го намалиме големиот отпечаток кој што ние никој не го пресметува, тоа се климатските промени. Министерката за труд и социјална политика бара време за да се коригира законската рамка и да им се овозможи на фирмите и на граѓанските организации полесно да се вклучат во дистрибуцијата на храна во социјални цели. Тој закон не е доуреден со подзаконски акти, зашто не кажува ни како ќе се плаќа, ни како ќе се склучуваат социјални договори, ни кој е системот на мониторинг од страна на државата, ништо не е доуредено. Тоа ми кажува дека ние немаме плурален систем на социјална заштита. Чим го немате уредено, значи дека и не постои тој како таков. Затоа ми е потребно време во кое што ние и веќе е формирана група за нов закон за социјална заштита. Таа работна група со професори од универзитетот во универзитети во Македонија, граѓански организации, институции, ќе го исцртаат новиот систем на социјална заштита, ќе го вклучат социјалниот договор внатре и со тоа ние ќе дадеме можност да токму граѓански организации со случаен договор со Министерство за труд и социјална политика го организираат дистрибуирањето на храна, обезбедувањето на храна.
во соседна Бугарија. Банката за храна функционира 10 години и обезбедува храна за 35.000 граѓани. За тоа придонели законските измени, според кои донаторите не плаќаат данок за храната со рок помал од 3 месеци. Во Франција пак, која е светски лидер во селективно и организирано депонирање храна, донаторите добиваат 60% даночно ослободување за донацијата и други поволности. За вакви решенија Македонија ќе почека. До тогаш, за голем број наши сограѓани, контејнерот ќе остане фрижидер.